Добар ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Денеска ќе прошетаме малце низ Франција, ќе направиме една прекрасна француска пита која е многу позната во светот и се вика киш лорен. Следете не за тоа што почнуваме веднаш. Киш лорен. Нежно тесто, златно и крцкаво. Исполнето со мешавина од јајца, павлака, сирење и димена сланина. Јадење што совршено ја спојува едноставноста со елеганцијата. Токму она што ја прави француската кујна безвременска. Главна состојка за денешниот киш лорен, кој е француска пита со путер тесто, е секако путерот, а и квалитетот на брашното и секако многу важно техниката како сето тоа треба да се обработи. На 500 грама брашно додаваме комплетно ладен путер на коцки. Што правиме? Многу едноставно, меѓутоа секогаш со многу внимание. Брашното го додаваме во садот од миксерот. Путерот, една коцка ваква е 200 грама, нас ни требаат 250, меѓутоа убаво е што е на самата фолија се истакнати и грамовите и можеме точно да исечеме. Откако ќе ги исечеме коцките путер, кој верувајте, треба навистина да е многу ладен за тестото да стане песокливо. Откако ќе се спои брашното со путерот, тек тогаш едно по едно додаваме јајца, а по потреба, ако треба, и вода. Путерот одлично ладен е, баш онака како што треба. И го сечеме на коцки по 1 сантим, 1,5 сантим, не е никаков проблем. На најспора брзина ќе пуштиме да го обработи миксерот. Ова тесто може да се направи и рачно, меѓутоа е доста мачно. И зошто би се мачил кога имам ваков прекрасен миксер кој ја завршува работата за мене идеално, баш онака како што јас би го направил тоа и рачно. Ќе го додадеме путерот. Од оваа коцка кисечам уште 50 на грама. Мораме секојаш да бидеме точни и многу внимателни кога станува збор за грамажата на намирниците, затоа што многу е важно да биде све по правила и по прописи, посебно во француската кујна, каде што навистина обрнуваат многу внимание и многу работи во светот и започнале од таму. Ќе го спомнам Огисте Скофиер, таткото на француската кујна, кој 1903 година направил гастрономска библија со 5000 рецепти и направил еден одличен систем по кој ден денеска функционираат многу угостители ширум светот, се вика бригаден систем, тоест човек на секоја позиција кој за својата позиција се грижи како за свое царство. Нема ништо поубаво од тоа. Така сите ќе бидеме стрекни, задоволни и дома ќе си отидеме насмејани. Меѓутоа, денеска во голем дел угостителски објекти, за жал, работат луѓе кои не се угостители и тука се раѓа оној проблем. Меѓутоа, сето тоа се решава ако пробаме да прочитаме нешто, да научиме и секако тоа да го имплементираме. Ќе го оставиме 7 до 8 минути, вака полека, да го обработува тестото. И сега што се случува внатре? Брашното зима помалце од ладниот путер и ќе направиме песокливо тесто. Од кога ќе ги додадеме двете јајца и водата, добро ќе го соединиме, ќе го ставиме во најлонска фолија и ќе го оставиме 60 на минути во фрижидер добро да се олади. Тоа е уствари главната финта за тоа како лесно и едноставно можеме да го развлечеме ова путер тесто. А од кога ќе го развлечеме, ќе го ставиме во калап за киш лорен, ќе ставиме од одзгора пергамент хартија, прво ќе го избодеме тестото со билушка, за припечењето да не ни се надуе, ќе додадеме пергамент хартија и ќе ставиме граф и ќе го ставиме во печка на 180 степени 10 минути да се потпече. За тоа време ќе го направам филот за киш лорен, кој е оригинал француски, затоа што потекнува токму од Огисте Скофиер, од таткото на модерната кујна. Ќе го извадиме полупеченото тесто за киш лорен, ќе го додадеме филот и ќе го допечеме, верувајте, со многу внимание, со трпение и со многу позитивна енергија ќе направиме една пита која ќе стане
многу често дел од нашето мени. Супер. Тоа е тоа. Полека, без брзање, со многу внимание. Морам да ви покажам што направив. Еве како изгледа песокливо тестото. И тајната е само во ладниот путер. Значи, никогаш тесто со путер не се прави со путер на собна температура или недоволно ладен путер. Поентата е да биде многу ладен, за полека постепено да се спојува со брашното и да направи оваа структура. Сега е веќе многу едноставно. Ставаме прво едно јајце. И сега веќе можеме да пуштиме и на малце по јака брзина. Одлично. Го додаваме и другото јајце. И мешаме, внимаваме. Треба да се направи едно убаво масно тесто. Одлично. И сега ќе додадеме многу малце вода. Вода секогаш додаваме по потреба. Супер. Тестото е готово. Одлично. Од ова ќе испадне многу убаво. Многу убав киш Лорен. Кога работев во едно француско бистро во Гетеборг, Ла Пейн Франсес се викаше, првото нешто што ме научија беше токму ова киш Лорен, кој го служеа како топло пред јадење. Одлично ми се допаѓа. Секогаш, кога ги почитуваме правилата, нештата излегуваат онака како што треба. Сега вела дека крајот го краси делото, а јас уште од самиот почеток верувам дека овој киш Лорен денеска ќе биде навистина многу вкусен, за тоа што погледнете го тестото. Најмалку половина час или 30 минути, а може и 60 минути, за да биде уште подобро, ќе го оставам 60 минути добро да се стегне заедно со путерот. А веднаш ќе почнам да го спремам кремот за ова убаво тесто. Наместете го огнот на средна температура. Сланината наредете ја една врз друга, исечете ја по должина на половина, па уште на 4 и внимателно исечете парчиња со дебелина од половина сантиметар. Без масло, сланината ќе ја запржиме на средна температура, како што кажав. Откако ќе ја запржиме, ќе ја извадиме, ќе оставиме на подлога со хартија, за да се исцеди вишокот на маснотија. Потоа ќе ја измешаме павлаката за готвење, заедно со сирењето ќе го додадеме млекото, ќе зачинеме со мускатно оревче и со сол, ќе додадеме 3 јајца и смесата за киш Лоренот ќе биде готова и спремна. Сега во рецептот пишува 250 грама сланина, јас ставив 300. Тоа што многу го сакам вкусот на сланината, посебно така кога е крцкава. А колку повеќе сланина во киш Лоренот, толку подобар вкус, велат французите. Од длабок сад сипете ја киселата павлака. Зачинете со крупна морска сол и бибер. Со рачна маталка убаво разматете ја павлаката.
Потоа додадете ги јајцата и повторно убаво изматете. Сланинчето е комплетно крцкаво за мерак. Ајде така. Што треба да направиме е да го додадеме сирењето во смесата со јајца и исто така добро да го соединиме, меѓутоа треба да останат мали парченца. Откако сланината ќе се олади комплетно и нејзе ќе ја додадеме во смесата. А за тоа време јас ќе го извадам тестото од фрижидер, затоа што веќе поминаа повеќе од 50 минути и ќе го растегнам, ќе го обработам, ќе го ставам во модлата за киш и ќе го ставиме на прво печење. Одлично. Баш такво како што треба да биде. Ладно и полно со путер. Сега, многу е едноставно. Секогаш кога работиме со путер тесто, мораме вистински да брзаме, меѓутоа многу и да внимаваме. Треба подеднакво да го расукаме од 3 до 4 милиметри. Има неколку трикчиња, може на најлонска фолија да го расукате тестото со тоа што и одоздол и одозгора ќе ставите, или на пергамент хартија. Исто така многу едноставно. Меѓутоа, ако го направите според сите правила и прописи, тогаш верувајте дека нема да има потреба за тоа што тоа одлично ќе може да го расукате и на работната површина. Брзајте, но внимавајте. Тоа е тоа. Кога е добро тестото, може и вака да биде. И сега што правиме? Калапот ќе го ставиме врз тестото и на 1 сантиметар од него ќе го засечеме. Ете така. Ова тесто што ни остана, никогаш не го фрлајте. Спакувајте го, измесете го убаво и ставите го повторно во фрижидер. Од него можете да направите, пример, сега ќе ви кажам, во вакви калапи или во вакви калапи, мали киш лорен. Значи, во кујната е многу важно ништо да не фрлиме, него све да искористиме. Истата процедура, сега ќе го замоткам. Не го остави во топка, затоа што на овој начин полесно ќе го расукам кога ќе ми треба. Ајде да видиме сега до кај сме со тестото. Одлично. Внимателно со двете раце ставете го веќе расуканото тесто во тавчето за киш лорен. Најпрво со дланките натапкајте го тестото на дното од тавчето, за да остане сплескано при печењето. Потоа со прстите внимателно притискајте ги краевите од тестото кон краевите на тавчето, за да ја добиеме посакуваната форма на тестото. На крај исечете го вишоко тесто, за да не нарасне при печењето. Ако се дупне тестото, многу едноставно. Земете мало парченце и ставете го таму каде што не достига тесто. Сега многу важна работа. Внимателно со вилушка ќе го продупчиме тестото, за да не се дигне кога ќе го печеме првиот пат. Многу важна работа. Сега, врз него додаваме хартија за печење и ставаме
граф. Рерната ни е загреана 180 степени 10 минути. Потоа го вадиме тестото од рерна, го вадиме гравот и го враќаме уште 7-8 минути да се допече. Сега внимателно ќе го извадиме гравот. И ќе го вратиме тестото да се потпече уште малце. Опа, кај одиш бе, гравче? Смесата е готова. Ќе додадеме Макдонос да имаме уште поубав колорит. А и секако сите ние го сакаме вкусот на Макдоносот. И откако ќе го додадеме Макдоносот, ќе додадеме и сланината. И тоа е тоа. Сега чекаме уште неколку минути да се допече долниот дел на тестото, бидејќи гравот го ставаме со цел да не се надуе тестото. Ако се надуе, веќе немаме ништо, ќе се раздвои, ќе биде многу тенко и џабе го правиме киш лоренот. Затоа мораме секогаш да ги почитуваме правилата за нештата да испаднат онака како што треба. Токму тоа што ни треба. Добро подпечено тесто за киш лорен. И сега внимавајте и со смесата, никогаш немој да го преполнувате кишот со смеса, затоа што тоа ќе набабри и може да излезе од тестото и тогаш не сме направиле ништо. Кишот е готов и сега ќе го ставам да се допече уште 15 на минути и вистински ќе уживаме во вкусот. Француски киш лорен. Крцкав, елегантен и многу вкусен. Ќе го оставиме 10 на минути, 15 да се подолади, а потоа ќе го исечеме и ќе го сервираме. Вие не знаете како мириса денеска кујната во 4 сезони. Буквално се осеќам како да сум во некое француско бистро и чекам да излезе тазе испечен кис. Киш лорен, извинете, и со задоволство чекам да го пробам. Меѓутоа, правилото секогаш важи. Да го оставиме малце да здивне, велат старите, а потоа вистински ќе уживаме во неговиот вкус. Киш лорен. Единствена разлика е тоа што во француските бистроа користат малку повисоки калапи за киш лорен. Ја го сакам вака затоа што е многу поелегантен и така натаму. Сега и вие ќе видите, а јас со задоволство ќе пробам. Става малце кисела павлака од нашите пријатели Бимилк.
Ова е масло со мајчина душица. Многу сакам со ностоп права масла со различни вкусови, со свежи зачини, затоа што комплетно и даваат друг баланс на храната во кој што ги додавам. И сега ќе ги ставам овие тука. Уште малце мајчина душичка да го збогатиме вкусот. И ништо повеќе не ни треба. Меѓутоа јас не можам да издржам а да не го пробам овој киш. Ставиме малце павлака. Пак ќе го направам. А верувајте дека и вие ќе го направите, кога првиот пат ќе ги видите како сите уживаат во неговиот вкус. Вистински ќе уживате и вие и со задоволство ќе стане дел од вашето домашно мени. Морам да ве потсетам дека првите 100 гледачи што ќе се регистрираат на нашата веб страница 4сезони.mk има изненадување за нив, а сите оние други кои ќе влезат на нашиот сајт ќе можат да одберат се што им е потребно за да сготват убава и вкусна храна во својот дом. Златна кора, мека внатрешност и мирис на димена сланина. Киш Лоренот секогаш носи дел од францускиот шарм на нашата трпеза. Класика што потсетува дека вистинскиот вкус секогаш лежи во равнотежата меѓу едноставното и совршено подготвеното. Верувам дека сега сме поблиску до Франција. Денешниот киш Лорен се навистина прекрасни јадења и верувам дека ќе ги направите за вас и вашите најдраги. Посетете ги нашите канали на социјалните мрежи и на YouTube и секако посетете нашата веб продавница 4сезони.mk и одберете се што ви е потребно за да бидете виртуоз во вашата кујна.